Благодарам, председателе. Сакам прво на стартот од мојот збор да нагласам дека ние како опозиција имаме единствен мотив што е можно подобро и поконструктивно да упатиме апели до оние кои што се во моментов надлежни, тоа сте вие, почитуван министер, со цел предложувајќи мерки на овие мерки кои што би помогнале во подобро справување со коронавирусот. Не е интенцијата на ниту еден припадник на оваа комисија или пратениците на опозицијата политички да извлече одреден бенефит, туку сметаме дека со идеите и со квалитетот и капацитетот кои што го имаат колегите доктори и кои што се членови на Комисијата за здравство, но и ние другите како народни избраници, бидејќи имаме контакт со доста луѓе и она што го слушам и она што сме го извлекле како заклучок, сакаме преку оваа комисија која што е одреден форум каде што може да се администрира и операционализираат нашите идеи, да дојдеме до што е можно подобро решение за да надминеме оваа ковид криза. Ќе се осврнам на неколку работи. Ќе почнам прво од бројките. Имено од Worldmeters се бројкиве. Јас многу ја почитувам професијата доктор. Сметам дека е една од најхуманите, ако не е најхумана во светов, али мора да признаете дека бројките баш не ви се вака сродна тема или суштина на обработка, така да ќе ми дозволите да ви прочитам од вчерашниот ден. Во Република Македонија се извршиле 2236 теста и имало 628 заразени, значи 28% од тестираните се заразени, а имаме 15 починати. Додека еве во соседството, не одам понатака, во Србија имало 9400 теста, 1050 заразени, 11% од тестираните биле заразени и 5 починати. Потоа идеме во Словенија. 5756 тестови, 1500 заразени, 26% и 13 починати. Овие бројки кажуваат нешто сосема друго. Рековте и кажавте поголеми и силно развиени земји од нашата. Тоа не може да се спореди, како што каже и колегата. Не е исто да вадите апсолутни бројки на држава со 50, 60 и 100 милиони жители и со здравствен систем кој што може многу поквалитетно да одговори на вакви предизвици од нашиот. Тоа воопшто не е исто и ве замолувам, барем кога споредувајте со земји кои што се слични на нашата. Можеме да кажуваме дека добро се справуваме, дека успешно се справуваме, ама тоа воопшто не е така. Тоа не го кажуваат ни бројките, а тоа не го кажува ни јавното мнение. Вчера министерот гостуваше во една позната дебатна емисија и имаше една изјава која налик иде вака: граѓаните не се свесни за почитување на мерките. Не е точно. Граѓаните се многу свесни за почитување на мерките, али верувам дека заедно ќе се согласите со мене, оние кои што тие мерки ги носат и ги проследуваат до јавноста, едноставно повеќе немаат кредибилитет, односно јавноста повеќе не им верува. Ќе ми дозволите да ви кажам неколку примери. Општиот впечаток во јавноста е дека меркиве се носат само да се купи одреден мир, а дека не се носат системски за да дадат решение на сите проблеми кои што ги имаме вод. Или има неколку примери како што нагласив. Пандемијата растеше во светот, а опозицијата и експертската јавност, има и епидемиолози кои што не се од опозицијата, кои што можеме да ги проследиме како гостуваат во емисиите, буквално молеа да се затворат приодите или да се мери температура, да се стават термални камери и на аеродромите и на граничните премини. Цел свет тоа го направи, ние чекавме додека не се појават првите случаи. Значи не велам првиот, туку првите. Максималниот пик требаше да биде 2500 луѓе. Денеска е 10 пати поголем. Што значи дека ние сме ја промашиле ситуацијава, односно не сме успеале да предвидиме 10 пати поголем пик. Самото тоа значи дека ние повеќе не треба, ве молам министре, ќе земете реплика, од преска до фрлате не е културно. Дозволете да ги кажам моите аргументи, па тука сум да спорам со вас како што кажавте. Значи 10 пати повеќе се промаши бројката, што значи дека секоја бројка која што се изнесува од сега натака треба да пресметуваме во можност, како што се вика статистичка грешка на утка на анкети, вашата статистичка грешка е пута 10. Така го кажуваат бројки. Не е промашено, министре. Понатаму карантинот се носеше апсолутно политички. За едни важеше, за други не важеше. Кога беше акцентот
за одредена категорија важеше, понатака за друга не важеше. И тоа сите тука добро го знаеме, нема да споменувам детали. Имаше моменти кога градот Скопје беше целосно во карантин на продолжени викенди, додека другите градови од државата и не беа. Па можевме да видиме дека во ек на првиот бран, градот Скопје се празни, патерините се полни, луѓето излегоа од градов, ја изиграа условно кажано мерката затоа што не беше добро испланирана и потоа се вратија и ние условно кажано никогаш немавме прекин на тие бранови. Можеме да зборуваме што сакаме, ама реалноста е и бројките се доста сурови. Во Република Македонија на скоро 600-500 случаи имаме 22 починати, а во Србија на 700 позитивни случаи имаме 3 починати. И тука е огромна дискрепанцата помеѓу овие два вредности. Морам да кажам дека нишките кои што се носат помеѓу институциите не функционираат како што треба. И затоа ние како опозиција сметаме дека треба да постои одредена комисија, одреден борд кој што во ова тешко време ќе ја извлече државата од оваа жестока криза. Нам ни е јасно дека оваа криза е во светски и планетарни рамки и дека ќе продолжи се додека одреден дел од стручната јавност која што се занимава со ова прашање нема да најде решение за оваа работа. Но ние не треба само да подложиме и да ги градиме нашите стратегии на тој аргумент, туку треба да го нападнеме вирусот и треба тоа да го направиме со мерки кои што ќе ги дадат резултатите, а не овие како до сега. Мнението на општата јавност и на бројките е дека ние не правиме доволно и дека ние слободно дозволуваме вирусов да се шири. Министре, вие можете да кажувате дека тоа не е така, ама за жал денеска околу 19 или 20 часот повторно реалноста ќе не удри и ќе ни докаже дека тоа што го правиме, еве ќе земам слободно одговорност сите чинители, не е доволно. И вие можете да спомнувате тука што сакате. Можете да го спуштате нивото, можете да се расправате со колегите, ама на крајот од денот, порано беше 12, 13, 14 часот, сега е 19 часот или 20 часот. Не можете да кажувате дека превземаме успешни мерки. Кога во првичниот бран, кога имавме по 15, по 20 заболени на ден, одложивме избори, имаше полициски часеви, имаше дезинфекција на јавни простори, имаше дезинфекција на влез на излез на градовите, а денеска, министре, кога имаме 600 или 500 или 600 заболени на дневна основа, ние такви мерки немаме. Можеме да зборуваме и да аргументираме двете страни. Вие си имате ваши аргументи, ние од опозицијата заедно со народот си имаме други аргументи. Верувам дека заедничко е и на народот и на сите заедно оваа пандемија што побрзо да помине. Понатаму, еве ќе го спомнам и омиленото име и презиме кое што сакате вие да го спомнувате и неколку пати до сега го употребувавте, а кога ние ќе спомнеме некој што не е во салава, се апелира да не се спомнуваат такви, да не се спомнуваат имиња на луѓе кои што не се тука. Го споменувате Христијан Мицковски. Еве ќе ви кажам само една реченица. Пред да се одржат изборите, Христијан Мицковски велеше дека приоритет на ВМРО ДПМН е здравјето на граѓаните, а вие заедно со представниците од вашата партија го убедувавте народот дека е апсолутно безбедно да се излезе на избори. Видовме колку е безбедно да се излезе на избори. Понатаму гледам дека многу ве вознемирува кога некој ќе ви спомне оставка. Еве вака. Во суштината на моето парламентарно делување е да споменувам цифри кои што се комуницирани само од представници на власта и таквите институции и да барам примери од земјите околу нас. Да ви ја прочитам статистиката заклучно вчерашниот ден, а потоа ќе поминам на примерите од регионот. Заклучно вчера ние имаме 27.827 заболен вкупно од кога се појави короната. Имаме 7.399 активни случаи и 949 луѓе кои што го загубиле животот. Или во последните 10 дена имаме над 100 лица кои што го загубиле животот. Може би вие не користите социјални мрежи, ама јас користам. Затоа што сум помлад човек и тоа ми го дозволуваат условите, тоа е начин на кој што јас соопштам со ние кои што ми избрале. Се почесто гледам постови на социјалните мрежи каде што одредени луѓе се простуваат од некој кој што им е близок. И тоа е не нешто што сакам да го гледам и со сите сили. Ви кажувам дека ќе се борам против сите мерки кои што се донесени паушално, а немаат никаква врска едната со другата. Зошто ви бараме оставка и зошто сметаме дека тоа е чекорот кој што треба да се повлече? Еве вака. Полска има 38
милиони жители. Вкупно има 1896 лица кои што го загубиле животот, а вашиот колега Лукас Шумовски поднесе оставка. Понатака Нов Зеланд, Девид Кварк, понатаму Чешка, Адам Војтех, понатаму Канада, Агенцијата за јавно здравје, господјата што ја предводеше, исто така си дава оставка. Тоа е еден акт кој што го поднесуваат оние кои што ги промашуваат цифрите, оние кои што ги промашуваат мерките и оние кои што не успеале да се справат со вирусот. Понатаму, дозволете ми да ве замолам во името на конструктивноста една работа. Од утре натака собранието ќе почне со дискусија за ребалансот на буџетот. Ние поднесовме над 180 амандмани во кои што дел беа за животната средина. И јас тука, дека сум член на таа комисија, се повикував на вашите зборови и на зборовите на доктор Стојанов од Комисијата за заразни болести, дека преку трансмисијата вирусот може да трансмитира и преку PM10 частичките. Тоа е вистина, претпоставам. Тоа е ваша изјава. Вие сте го кажали. Во изминативе 3 дена, покрај оваа катастрофа што нима задесено и неверојатно загадување на градот Скопје. Ние поднесовме многу амандмани за тоа да се спречи. Ве молам, како министар за здравство, интервенирајте кај вашите сопартици да се одвојат повеќе средства за оваа намена или барем ве замолувам во наредните мерки кои што ги планирате, земете го во обзир и овој дел од медицинското работење. Повторно ќе кажам, никој тука не сака да лови политички поени. Едно е ловење политички поени, а друго е соочување со суровата реалност. Секоја наша дискусија што ќе имаме тука или на пленарната седница ќе биде само во насока да се обидеме да ги подобриме законските решенија, законските предлози или мерките кои што државата ги нуди за спречување со овој вирус, во кој што согласно апсолутната бројка можеме да видиме дека не се справуваме успешно. Ви благодарам.